Конфедерацијата на слободни синдикати е загрижена за износот на минималната плата. Сметаа дека работниците годинава ќе бидат оштетени бидејќи еден од главните параметри при низиното пресметување, бруто домашниот производ, ќе биде земен во предвид, а тој оваа година е во минус. Од страна на вице-премиерот Битики, од страна на министерката Шакпанска, бевме одбиени во ова наше барање, зашто ни беше укажано дека ќе работат само согласно законот за минимална плата и дека мора сите три параметри да бидат поставени во усогласувањето за минималната плата. Освен за платите, од Конфедерацијата посочуваат дека перманентно не се почитува ниту за работниците клучниот член 8 од Законот за минимална плата. На 14 ноември глобите за неисплаќање на минималната плата или за помална минимална плата од 6.000 евра за работодавецот беа намалени на 100, 200, 300 до 500 евра. Сега сите работодавци кои што примаат државна помош за исплаќање на минимална плата, полесно им е да ги платат глобите кои што се пропишани со законот, него да исплатат минималната плата. Затоа на денешната пресконференција од Конфедерацијата прашуваат: зашто молчи трудовиот инспекторат за неисплаќање на минимална плата? Или за помала исплата на плата, помала од минималната плата, или за исплата на 1 или 2 динари во делот на исплатата на плата. Од друга страна, министерката за труд и социјала Јагода Шахпарска категорично изјави дека владата во изминатите 3 години за работниците, особено во делот на минималната плата, направила многу. Вие знаете, од 2017 година владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја зголеми минималната плата за цели 6.000 денари. 2017 година прво не беа изедначени работниците од кожарската, текстилната, од индустријата за обувки и нивната плата беше доследно 8.980 денари. Денешната минимална плата со денешна дата без усогласувањето е 14.924 денари.